Одборот за доделување награди и признанија на општина Кочани годинава одлучи наградата за животно дело да му ја додели на Васил Ангелов за неговиот придонес во културата, образованието и особено фолклорот. Одлучи наградата за животно дело оваа година да ја додели на Васил Ангелов. Васил Ангелов е роден 1944 година во село Бање, Кочанско, каде завршува основно образование до 4-то оделение, а осмолетката ја комплетира во Централното основно училиште Моша Пијаде во Кочани. Средно образование завршува во Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани. Педагошка академија, група македонски јазик и литература и српско-хрватски јазик завршува во Скопје. Како средношколец и студент се вклучува во повеќето младински и спортски активности. Во 1971 година се вработува во Централното општинско училиште Тошо Арсо во Зрновци како професор по македонски и српско-хрватски јазик. Формира поетски клуб, рецитаторска група и фолклорна група со чии настапи остварува забележителни резултати и освојува голем број награди и признанија. Наградата за придонес во развојот на општина Кочани во изминатата година одборот ја додели на младата, но афирмирана актерка од Кочани, Наталија Тодосиева, која на државно и меѓународно ниво веќе гради успешна кариера. Одборот за доделување награди на општина Кочани одлучи дека за награда за значајни остварувања за развојот на општина Кочани ќе се додели на Наталија Тодосиева. Наталија е родена 1990 година во Кочани. Средно образование завршува во Скопје, во музичко-балетскиот центар. За време на средношколските денови таа е учесник во многу балетски работилници. Два пати добива стипендија на познатиот камп за уметност Интерхолен. Уште како средношколка таа игра на репертоарот на МНТ во проектот Дракула. Во 2009 година се запишува на Академијата за драмски уметности во класата на професор Владимир Милчин, кој подоцна ќе биде ментор на неколку театарски работилници низ Европа. За гледачите на телевизија Кочани непосредно по добивањето на наградата таа изјави. Чувството е магично и непроценливо затоа што секогаш е најдобро и најубаво и највредно кога ќе ги слушнеш пофалбите од луѓето кои те знаат од мала. Овие луѓе што беа вечерва тука, вклучувајќи и го Васил, кој ми беше ментор на фолклорна група додека бев мала, краток период, не долго, а и други луѓе кои беа овде ме гледаа како растам и беа наставници, професори, ментори и особено ми е драго и сум благодарна што Кочани реши мене да ми ја даде оваа награда. За сега со моето искуство можам само да кажам да се борат многу за тоа што го сакаат, да веруваат во тоа што го прават без разлика на се. Мојот животен сон има многу. Би сакала, нескромно, ќе бидам нескромно да сакам да имам интернационална кариера. Нејзината мајка Љубица Тодосиева не ја криеше гордоста што успесите на нејзината ќерка се вреднувани и во родниот град. Пред се за мајката голема гордост. Заслуга, признание дека добро ја воспитала, дека ја избрала некој добар пат, ја упатила или ја оставила сама да се упати. И големо задоволство. Среќа. Не можеше за Наталија да се каже дека ќе биде актерка или танчерка. Значи Наталија и танчерка и пее. Кога пееше како мала, велев ова дете оти не пее убаво, па од музичко семејство е. А кога излезе да пее на приемниот испит на музичкото училиште, кога пушти еден глас, јас на вистина не знаев од каде излегува. И талентот за танц си го негуваше од мала, меѓутоа не беше толку забележително. Кога влезе во училиштето, кога исто така на приемниот испит, кога ги покажа првите чекори, самите професорки беа изненадени и ја примија од прва. Кога отиде на драмски, ја примија од прва, а таму многу тешко се влегуваше. Така да нејзините таленти таа си ги откриваше попатно, а јас од тоа, заради тоа сум многу повеќе среќна. Општина Кочани ги награди и учениците на генерацијата во основните и средните училишта во рамките на општината.